Колку од Стефан е Марта? За крај. Ти пред да си Стефан Лазаров. Вау. Мислам, ти секогаш си бил Стефан Лазаров. Ама си бил Стефан од Новолисиче. Новолисиче, да. Голем комплекс ми било тоа што имам клемпави уши, си носев така подолга косичка. Ми беше срам да разговарам вака со девојчиња, кога разговарав со девојчиња, вртев малце главата. Сега не ми ги гледаш двете уши. Крив се шеташ и крив. Излагам ја од операцијата со завој и се гледам, немам клемпави уши. Ако ме гледате мајки денес, средете им ги ушите на децата порано. Колку беше тешко ден да децата се стигне до ова ниво? Јас бев незрело дете кој што не знаеше што се случува. Викаат храброст се мери на граница со лудост, така да не знам дали беше храброст, повеќе беше лудост. Ми се јава мајка ми вика, те молам, немој да ни ја бркаш фамилијата. Немој да одиш таму. Кој бе нема да оди? Ја да не одам, ќе одам. Која беше разликата помеѓу работење на телевизија и работење сам на YouTube? Прво и најбитно можев да бидам јас. Почувствував слобода. И некако за креативец, кога ќе му дадеш да е слободен, тогаш исплива на површина неговиот квалитет. Бавината на социјалните мрежи и тогаш, па и сега е што самите социјални мрежи тебе ти креираат пат. Сакам да работам, сакам да снимаме и многу ми е кејф што поминале колку 7-8 години откако се бавам со ова, јас го имам истиот жар, се осеќам како да сум на почеток и имам чувство дека имам уште многу што да дадам. Колку од Стефан е Марта? За крај. Јас и Марта стварно многу се сакаме и се разбираме и се поддржуваме. Љубовта е најбитна, па тек потоа доаѓаат парите, успехот, славата, што и да е. Колку е Марта Стефан, па едно сме. Браво, баш убаво.